се точи модрината на небото. Руменеат горите. Крваво утро се родило. Осамнува. Во нас. Во самите нас. Последен пат. За секогаш. Распукува мугра. Се е твое. Радоста, гордоста, надежта, љубовта. Блескот од тановите сонца. Бескрена надеж. Далечни пожари. Бескрена болка. Ке Мурнича. расцута трагите на мојата крв. Крик. Утро Патило. и мрак. Болка. Да се извишиме високо, преку облаците. Со скршени крила. Во нас. Во самите нас. Последен пат. За секогаш. Распукува мугра. Војдан Чернодрински или човекот кој со својот театар на македонски јазик, поставувајќи ја македонската крвава свадба, практично почнувајќи од нула кон некои театарски стремежи, колку тој денеска постои во нас како млади луѓе, како артисти, како театар, како една земја, како културно наследство, а ако културата е нешто што е нашиот континуитет низ времето и просторот, тогаш тој Чернодрински би морал и нормално би требал да е толку актуелен за да ние од него и учиме и се надоградуваме, а и му дадеме почит која тој веројатно ја заслужува. Иако театарот е едно место каде што луѓето се зближуваат, комуницираат, се соочуваат со самите себе, во тој сооднос и тој почеток на Чернодрински во денешниве конотации, во она што ние како театар треба да го понудиме на публиката, наоѓа една допирна точка во тоа истражување и во тоа патување, бидејќи тој театар секогаш бил патувачки, а да се патува значи да се патува не само физички, туку и психички, да се патува по богатството што постои во било која човечка индивидуа.